Се ближат избори. На нив треба нешто да се избере, нели? Ако е можно да се избере нешто добро. Ако не, па тогаш ништо. Јас ви благодарам пред се што и вечерва се изборивте за нас и не одбравте за ваши пријатели, а ние покрај тоа што сме со вас и понатаму сме заедно со минералната вода Визијана, која е пребогата со магнезиум, одлична е за кондиција и е наш генерален спонзор. Нашите партнери ни се здравите и задолжителни мречни производи на бучен козјак, можете да ги најдете насекаде, како и вкусните меснати и совместнати специјалитети на месната индустрија Екстра Мейн. Производите на Арис, кои секогаш ви ја гарантираат вашата чиста околина, што е многу важно за здравјето на секој еден од нас, и на крај незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во етно село Тимчевски. Како што реков, избори ли се избори, аргатски маки големи. На политичарите нормално. Ама ако сакаш да владееш, мора првин добро да се презноиш, па и да влезеш во политички брак. Значи, што значи? Свадба. Како само јас ги сакам овие наши свадби. Слични се како изборите. Да, скоро на секој од нив невестата се преправа дека е невина, младоженецот дека таа му е прва, родителите и на едниот и на другиот дека многу се сакаат и се почитуваат, а само гостите тука се искрени. Тие се дојдени тука за сеир, за јадење и за пиење и потоа да си бега дома на спиење. Кога сме кај бракот и женитбите, еден мој пријател кој е голем мераклија за тие работи, по 2 неделна алкохолна турнеја насекаде, видно поднапиен еднаш ми рече: една жена нешто ми се вртка по дома, едно 15 дена. Не знам што да мислам, друго освен дека пак може би сум се оженил, а? Па ако е така, му велам сега молчи и трпи. Со жена нема расправање и докажување. Оние мажи кои успеале да докажат дека жените не се во право, одамно се тие разведени. Да. И токму при една таква бракоразводна парница судијата прашува од кога тоа започна вашите проблеми, жената како тоа вели 23 мај 2009. Како бе, господјо, запомнивте толку прецизно. Многу лесно, господин судија. Тогаш се венчавме. Затоа немојте да брзате млади да се ожените и да се заробите. На љубави години за успешен и среќен брак се 70 за жена, а за маж 75. Затоа што на тие години тој веќе ништо не слуша, а таа едва и да може да зборува. Слаба една вилица. Јас немам таков тип на проблем. Не, затоа што за среќа си имам убава, умна и верна жена. И си ги сакам сите три. Ве сакам нормално и вас. И мислам дека хемијата ни делува скоро совршено и како во брак. Па затоа ве молам да погледнете сега што тоа ќе видите и вечерва во Нема људиш. Ја у нови пижаме со смечиња и на убаво шапкам злато. Ај стани ти. Тоа е едина наша радна снага која остана во овој држава и сега ќе почнев, нели, стари луѓе пице да не ги носив, така да повише ќе сме на пости док да стигне пица до дома. Да. Стари ќе су поштари, стари ќе бидев дилери, стари ќе бидев дилери. Од време свугде имало и ќе има бцкала. У школа, у друштво, на работа, ма баш свугде и још ги има. Да, знам, не сеќам тој минут, секунде, што имаше, сат ли имаше још? Не знам, не сеќам на тој час, валјда не сам бија, сигурно сам болен бија. И собирам материјали, викам, од куде да си ја најдам материјала? Абе, заврти се лево десно, само со себе кад си правам обед дома, не? Викам, све е калакурница, дека. Калакурница ми кажа? Да. Викам, чека да видиме што значи тачно. Кад ти беше најубаво у тие 50 години? Кој период? Кој период? Викаш? Викам. Веруј ми, најубав период у живот, у брак е после 70 години. Абе, оди таму, веруј ми, како да ти веруј? И што можеш после 70 години да го правиш, освен муабет? Ама тој ти такој мислиш. Веруј ми, има и други моменти. Кои бе други моменти, жив ти се, ај кажи. Кои други моменти? Стануемо са бајле, будимо се, још сме у кревет. Оно успавајчицу, изгушвана цела.
Ја у нови пижаме со смечиња. И на убаво шепкам: Злато, ај стани ти, иди направи га кафе. А ја иду до тоалет да ги измию зуби. И мои, и твои. По една емисија пауза, еве неповторно со вас на стариот добар, веќе пробан начин со гостин во студиото. Очекувајте добри, квалитетни, интересни некои 35 минути со нашиот гостин ова вечер. Го имаме во студиото Чика Брка, популарниот или Мирослав Петковиќ. Да, добро вечер. Алијас Чика Брка, добродошја у наше студио. Поделимове како два шпила за бридж, двојца пред две емисije. Да. Ти сега сам вредиш ли за двојца? Уф, не знам, ќе видим. Има сте јаки двојца ви. сега. Има сме јаки двојца. Оној чеда беше да ти кажу јак 150 км. Чеда јак, бе. Јако. Да не кажеш што е јак. У Тибет живи. На мускули на патион. Да. Стендап, тоа е најактуелно, збори сме малци со твои колеги пред две емисije. Ти си популарен со тој стендап како лик Чика Брко. Ќе ми кажеш малце како е на тие наступи, што се дешава, откуде идеја за Чика Брко? За име или за име, за име или Ајде, цело нека како вика Вокле, кад човек има Глупо е да ме вика Фокле или Ушле. Да. Чика Окле. Чека Брко некако ми дојде спонтано. Брко татко ми ме викаше кад почна да пуштам, кад мислеше дека имам бркови. Оние ја почна- пубертетски Да. Брко. Тие нели мислиш имам бе Брко. Што си направи тоа избриши тој. Еве ти гумица Ја, да, и после толку време викам како да си терам с некој алијас лик. Сакаше цел лик уствари стендап да биде, да не е толку стендап, да не е толку ја, него да е одреден лик, како мислам познато е Борат га тој прави, Амиџи га тој правеше. Таку некој варијанту сакаше у почеток, мада а и стендап ми беше од друга страна интересно. Па најде валјда, што би кажа еден наш бивш председател, разумен компромис и ги спои некако уедно. Знаеш ли што е разумен компромис? разумен. Да, разумен, тоа е разумен компромис. Ај ти објасни. Ти си малко Разумен и компромис, политички компромис, не попотвоан. може бе така. Може да го објасна. Кажи ми, полако ли е, пошто пуно комичари што прави стендап иде онакој, као ја, без лик. Сам со себе. Има ли предности тој што имаш некој смислен лик? Па знаеш како одустана ја беше, мислам од кажасот лик. Јоси Стојчика Брко како алија Добро, се има остана. снимци. Да, на не, YouTube, гледа се. и још како Чика Брко га терам стендап, ама не ми е више тој лик, тој е више ја. А дали е различно кај те лик и кај те ти? Да. У што е различно ќе прашаш, валјда? Добро. У последно време политичари, знаеш, збори. Валјда. Еко ме прашате како? Зошто? И каже зошто. Не, и вика, кад би ме прашале, прашате што е. кад би ме прашале, ја би ви одма кажа, ама не га прашуе никој. Да, па за тој почнава сами да се прашува. Зошто? И си каже, Зато, ето, тоа е, да. А прашање му годи. Да помести сега. Добро, не, мислам дека носи можда некој заштита од публику, зашто доста е интересантно е у свак случај, ама и може да биде незгодно на стендап, кад си ти. Мора малце да кажу да се соголиш пред публику малку од приватен живот, да приложиш за да би било што поинтересантно. Кад имаш лик можда и ги смислуеш ситуација. Па да, тоа е уствари и главна разлика. Знаеш, многу е полесно кад поваѓаш од себе и кад е искрено нешто голо, пошто ти имаш нешто свое, обавезно имаш. Док е лик, мораш да му го смислиш, мораш да му го напишеш, мораш да го осмислиш тој лик. Малци има повише, како да кажу, административна работа дома управење на лик. Доку стендап, кад поваѓаш од свое нешто од искрено, мораш прво тоа разграничи се с границе и знаеш што треба да кажеш натамо, да пројде четврти зид, да пројде куде публику, а што треба да остане за тебе. Сега тоа е исто. Чека се како промашиш, па не забравиш, уствари забравиш што е твое, што не е твое и кажеш се так си го Па не е. многу пута, да, не многу пута и публика знае да те повлече у одреден правец, кад има расположених луѓе што сакат да добацуев
они добацуев за да се играте и двојци и тоа е добро за цел настана, нека тима и неде. Обично сакам да кажем актери што прави стендап дека ги посакуев тие такви, чекав ги со душа. Па и тој зависи. Некој кажев му нешто од публику па се исече. И тоа е више да, боле да се искочи, а некој па се разигра. Мисли различно од карактер. Добро, се зависи и од состав на луѓе кои се публику, нели? Да, увек. Кој те слуша? Голема работа е и у тој кој те слуша. Така е. Па тоа е најбитно е мисло цилна група, како ти возрастна цилна група. Годи, како се вика тој. Нема богати сиромашни, старосна, па има. Туе е многу битно дали наступуваш за луѓе од 20 до 30 години, од 30 до 50, од 50 до 60. Различни теме, знаат, млади политику појма нема, врско нема в политику. Кад ви терае Почти ги за политику не ги интересира, не пали тој како. Не, министри, премиери не знаев. Ја ти викам дека смо стари, ми за политика. Нема поумешавам политика. Кад ви терае некој стендап по пензионерски, од куде ви почнае брата? Од политику. Од прв ден у пензија. Па не, од прв радан дан, од прв радан дан, зашто нов стендап има нешто малце за не за политичари, него за стари луѓе, тоест политичари. Ете виж, ја пак уопште не знам стварно дека имаш нешто. Не, имам баш за тоа дека тоа е едина наша радна снага која остана во овој држава и сега ќе почнев, нели, стари луѓе пице да не ги носив, така да повише ќе смо на пости док да стигне пица до дома. Да. Стари ќе су поштари, стари ќе бидев дилери, стари ќе бидев дилери, ќе се тепав на Ќе седиме у тамнину поише време пошто електричара кој е стар, док да се качи горе на бандеру ќе прави 3 дена. Поделени територија. Оној што може поише да оди подалеку го држи тој територија. Тоа. Не ми проваѓа у територија. Иднина на стари луѓе одека е обезбедена, немам гајлева. Нема проблем. Зашто стендап? Тој ли е најмодерно нешто, например, како бегство од театарот, од ние класични улоги, класични Не, тоа е представи? бегство у театаршани, пошто немамо театар. Од таму појдете, озбилно, од таму појде стендап. Седимо, театар се као реновира, као има некој даске таму, као имаше некој багер, као има некој материјал. Оној као куде се помолиш, таму е Бог, куде играш, таму е театар. И па не, па тако е буквално, па и не играмо више задње време. И едну годину, 2 години слаба активност у театар и решисмо дајте нешто да правиме сами со себе. Значи, почнавме, ајде, малце, стендап, кој сака, организирасмо се екипата во театар. Па после ајде и кабаре, знаеш, не се седи дома на 35 години за џабе. Ти си иначе работен у театар наш. Јас сум работен, да, 2014 или 2015. 31 декември сум запослен. Ти више Дали имаш е 10 години 14 или стаж, 15, не знам. Да, шта. Јаш 5 години по пензија. Пробај ли си некад на стендап, освен глуму, да пробаш така нешто, акробација, некоја физичка активност, нешто? Стој на руке. Да, ама још валјда не сум стигнаја до поголеми стејџови. Иначе имам на едну работилницу бесмо многу одамна, 2000 па 10-та, 9-та, валјда с Марка Трајковиќа у Данску циркуска, така да ја циркуска работилница за основи на циркус. И служи сте како циркуска атракција? Не, го учевме основи на циркус и е стварно супер ми е и још би га идам денска работаја, мада некако не ги влече некако луѓе тај, знаеш. Овдека е малце непознато тој за нас. Па да. Не знам дечко што ќе видимо дали од куде нас, еве, циркуска атракција. Ој може да е био некој работилници. Нешто така. Добро Овој е беше. тој салто До мортале. пола беше добро. Да, до пола беше добро. Салто мортале. Не, Ова пијан, или е само глуп или е пијан. само е глуп. Видели е кака? Глуп човек, вика, или нетачен, збори само со себе. Знаеш што е најстрашно? Кад збориш сам со себе, па едно време си викаш, ај понови што кажа, не те чу добро, тој може да биде многу страшно. Од куде на куде глумец, од мал, од голем? Био ли си мал? Не, бија сам, да. Не, уствари ти био ли си мал? Тој што си многу голем. Тоа, не, ми високи не, ми се раѓаме толку. Кетекс га Ти се враќа под раѓате стече. дугачки, не се раѓате високи, дугачки се раѓате. У инкубатор не стављав у пластеници, у пластеник да Ке патимо. ти кажу после што е тој дугачки. Пластеник. Ке ти покажу после што значи дугачки. Да. Смешка е шала, види. Не. А другарска? Завлечемо сега тако дугачки од време на време. Не е лошо, нели? Стварно, обично кажево, од малеца глечеше, или некој текне ги у средњу школу. Па да, и после средњу. Ја уствари одлучи помеѓу матуру и упис на рок. Значи тој лето, кад заврши 4-та година гимназију. Не си пред тоа аматерски нешто? Тотално без... Ја беше љубител на природни науки. Значи биологија, хемија, сакаше да се биде хирург, цело време за тоа сум се спремаја, за тој си
си учија. Ја ке каже љубител на чашку, ми сме да мислиме. Не. С природу сме Па добро, и хирург и исто. обштество. Сме љубители на И што тие. до така што си мислија те ги овија на сцена? Ај што се млати тие. Не, па не сум и слабо сам посетувале, тако посебно преко школу што сме посетувале театар. Не. Учителка кога ве водила, да гледате Да, Петар Пан. да, и преко... Супер, мене ми пропаднасак прашање имаше кој му е некој глумац пример, оној што Сега ќе ти кажу како си. на светско ниво, на тој Балкан некој глумац што за тебе беше на кој појам. Не, беше, сакаше највише, после едно време се свикам сликарство, пошто идеше на сликарско, аматерско сликарство. Идеше и сакаше на сликарство, ама некако не ми успеа тамо приемни, треба некој да се платиле 150 евра само за пред приемни, некој часови не е битно. И тој пропадна и у тој лето некако се одлучи и викам, ја, медицина мене не ми бега. Него ја да пробам вамо, Па ако не биде таму, ако не биде, јас сигурно лазам у второ уписам вамо. Доктор кад сака може да биде. Доктор кад сака, буквално така. Ама не сак на Google и оно ти даде све диагноза, само пише што те боли. Еве, ова. само симптоми на Google и му Artificial. Па кажеш, слушай, тебе ти е тој готов. Тој се лечи да ској. Да, доктор ти ај. Боли ме, но за све. И оно ти изгледа, добро, треба маса да си активан, да почнеш да читаш и нема да биде така. И отиде на ФДУ и ме примисва, просто некако. Од прво? Да. Ре, Драгане, некако Не, не тебе ми ише 10 втор пат, не ми ише Некако втор тебе пат. 10 пут си Ја, išao да знаеш те кога беше прими. криво кад виде луѓе што Доста. плачев, кубев косе после што не су ги примиле. Ау, многу трагично. Да, но јас сам гледал, викам, ле, што направи јас сега? Сека се криво, викам, сега да се заменимо, да. Извини, не Да знам стигне ја ипак на медицину да иде. Не, ако ти е полоко, ја може и да падне на овој испит, не е проблем. Не, ако нека кило и доктор ќе биде. Добро, не 10 пут за тој ти викам доста, ја 3 пут, како бе се запишувате од прв пут, што направите ви таму, како ова салто у темпор си одмате Оди види глумац, не знаеш. Ама од Грега пушти, од Гре. Да, од Не, грева. те паси човек. Еј, дечки, иде Великден. Добро. Кад би викнае вас двојца, ќе ми дојдете ли на јајца? Не, овако одмah ти кажу, значи постари, не викам на јајца помлади, сами ги доваѓаме. прашање на десно, кој на другарско база. Значи- Али ајде нека оставу самога. Кога постари се иде на јајца, така е? Да, Тој се кога вика, постари. ти ќе дојдеш на моја, ја не можам на твоја, не се вика на јајца. Традиционално. Бе, јајца куде се носив? Ај, Не ви. замисли ги, например, ја какву ретку плетку имам на главу, мислим, не би таква ми е коса. Еј, ти да го дигнеш. Кад би требало од мој коси да направи гнездо, има да изумре сви птице, брат. Да, каде мене е веќе направено, каде мене го има. Знаеш ли ти како може да се деси, ако су ти измешани живците, што ви кажа, порано, фатиш ме за косу, нешто се дигне. Сега фатиш ме тамо, дигне коса се се коса. дигне. Тако, и може да направиш гнездо така, нели? Леле. А што му фати? Но овога му од јајца преко глава. Од јајца до ту. Женски биле понежан пол, ми цел живот носимо јајца, не ги кршимо и жене после биле понежан. Миро, кад би бија ти водител, што би се прашаја, сам себе пригна. Зошто ќе прашаш зошто? А коки кад дојди, Ти? ти бија паметен, што би го прашаја Миро? Кога би ја бија памета, например, Миро би ga прашаја на какву сцену сака да изигра едно стендап. На театар. Стендап, Не, да, па не, Ај на озбилно, на театарско, театарско. например. Многу е полесно стендап на голема сцена. Добро, тој ги прашува збориме со чејата смишу, дали полако е да си у театар нека и стендап, отколку да си у кафану каде што има пиење и тако ти јадеш авто. Добро, да, генерално Или, каде е повише публика е полесно. Да. Каде што е Мајстор си пред 30 до 50 луѓе, тој треба да си мајстор. Да. Тој се и тој занатата, реално. Кад има поише публика, по-официјално некој, веројатно и Па тај не, сцена. и друго, и реагирав, те на 500, реагирав 100 увек. И они су Еден се Тој насмее, елемент се што, смее. да, што Како крена. кад дојде прв порно филм у Кумало. Еден Еден искочуве се си отиде му вече. Али сега чекам првога. Абе имаше у кино Козе. Абе имаше у кино Козе кој 10 сат на вечер порно филмови. Пушта, дава се.
Како ме тој кај ќе каже овие стари дава сва филмови. Отидеш у кино и он ти ја даде филм. Не ти го даде. Дава филм да. Много су давале порано филмови. Ама знаеш што беше интересно? Интересно беше като кино кој се кубашчу 10 сат порно филм го пушта. А озвучење надвор И не? учење сме Цел град слуша. По не мора да гледа. мора да гледа. А овие около башчу на кино кој се го не смијата да се седи и гледа. Само Коки ќе гледае до крај, да види дали ќе се земе. Па, добро, да направиме малу паузу, па имамо и друг дел, ќе збориме и за други работи, малце за театар да чуеме. Не ми кажа пред да го направиме паузу. Некој глумец не се бавија пред да запише на академија. Предпоставам гледај си филмови. Да вале су ти на тебе филмови. Некој глумец да извоиш на светско ниво, некој од Балкан. Ал Пачино на светско ниво, Балкан, Пуковникот беше у оној мирисот на жената, Мирисот на жената. фантазија, мислите дека Оскар. А Не прочитаја дека си малку овој gore. пред некој дан сега копираш. И ја ga прочита тај. Пред некој дан. Па пред некој дан имаше Пред некој некој надпис таму. Година ова. е тој. Не па бе, за njega je njetnja pred nekoj Гледаја години. сам га. Коки ќе ти свиру крај. Време Не многу беше од бој. Логовац балкански. А, Пример. Не беше Логовац. Не тоа е. беше глумац, одличен глумац, за жал покран, лекција покран. али одличен глумац. Океј, малко пауза, идемо со други содржини, па се враќаме па куде нас е Чика Брка више не, Миро Мирослав Чика Петковиќ. Брка, да. Бъцка. Я бъцкам, ти бъцкаш, он бъцка. И она бъцка, и оно бъцка. Ми бъцкамо, ви бъцкате, и они бъцкав. Хумановска граматика. Глагол. Највише ми се свиѓа ја и ми кад бъцкам. Од време и свугде имало и ки има бъцкала. У школу, у друштво, на работа, ма баш свугде и још ги има. Прошли пат на Славу куде роѓаци, карши мене седнава едни пријатели, муж и жена. Едно седнување, он почна да го бъцка у слабине, да не тура у тањир од све помалко. Додуше она немаше слабине, беше такој малко попуначка. Ама не му остана дужна. На свако пиво га бъцкаш у ребра да му каже дека е доста за спиење. Ја па се прашую дали се бъцкав и дома. Не, мислу на тој што ви мислите, мислу дали се заедуев дома исто како по туѓи куќи. А там нека ги стои. Погоди се на Славу едно бъцкало. Под бъцна ги овие што су и оние што не су на власт. И се Слава заврши. Пројдева на политику и оно дева му га на светца на домаќина. Ја да беше домаќин. Сврјеше тоа го ветце, па нека тражи со зборинку надвор што може да најде. Бацкало. Аве, Ставре, колку дугачко живи Магариња? Зашто бре, се Стојко, не се слуша нешто? Ово удрило се на небитница, значи прошли пут се цело време правиш глув, мислиш ја не разбирам, секва почна мај тап да те размени магареме на први. Ама не кате, па ја ке ти врату. Ама чекај бре, се Стојко, кој прв почна? Де бре, мајко му, шалу не разбираш малко. Па нели смешка е шала, да се насмееме малко, што има вез. Па што има на мене да се насмеемо? Па на кога бре, Стојко, ја не виду другога. Ха, не видиш? Имаш огледало дом, погледни од Сабајле, па ќе се смееш цел ден. Ете, видели, одма ти врати, не те чека ни 1 минут да пројде. Де бре, ти само да вратиш, мајко му, се сунчам од тебе. Еј, добро, не се љути, шалост. Ако се ти шалиш, ја да ти врату за свак случај. А Ставре, знаеш и ти колко трае 1 минут? Минут? Да. Да, знам, бре, не се сеќам тој минут, секунде, што имаше? Сат ли имаше још? Не знам, не се сеќам на тој час, валјда не сам бија. Сигурно сам болен бија. Видиш, Ставре, дужина на 1 минут, све зависи колку ке е од тој од кој страну на врата се наваѓаш. Од кој врата, бре, Стојко? Зашто да стои пред врат? На врата на клозет.
Замисли, појдеш натам, да идеш по надвор, дојдеш до врата, оно зафатено. Ха, Сакаш да кажеш некој има унутра? има унутра, не? О, Боже ми, опрости, што има бре ја да иду унутра по надвор? Хеј, Бог да чува, не може да те свату, тој пат тој ти. Ама еве, погледни бре, таман си доше пред врата. И не е исто онај унутра што си седи с голо гузицу со проштење, пуши цигаре, чита новину и ужива, а ти надвор стиска се. Зорте стигнаја и стегнаја, дали ќе улегнеш, дали нема да улегнеш и чекаш онај будалетина да изкочи од врата. За тој минут ти збор. А ја ти збору дека един од тој може да ти се сложи за заголену гузицу, не е исто унутри и надвор. Надвор, бре, лепота, ландара, бре. Ба, се стои, кој што ќе иду ја унутра по надвор, кад за мене, кад искочу со овце, све ми е по надвор. Ја поле широко, куде погледнеш там ке не, куде сакаш там завршиш работа. Унутра ке се мише, Боже просто. Па добро, а ако те види некој? Што има време се стои ко мене некој да ме гледа у тој позу, освен ти ако не си. А ја. Глупости. Се како се најде некој будала па ме загледува, боже, што има везе? Ке се снајду ја реагирам одма и тој хигиенски. Ха-ха-ха. Хигиенски. Какво ти е тој хигиенски, бе? И сте си смееш, тако е лако. Не бързам ја тој да намъцам одма од страх. На брзину и гаќи и панталоне па се умажу. Јак бре, ја само намъкна шубару преко очи и дрему чекам да виду ако ме познае, познае. Мисло по гузицу, нели? Удрило се на небитници, викам ја. Ама при люди смо. Куц, куц. Куц. Се враќаме назад во студиото, иако никаде не сме ни биле, тука сме цело време. Миро е куде нас, пошто, глед, Миро, може, Чика Брко кажа Мирослав Петковиќ, а като куцам на Google Мирослав, ништо нешто даде, скромно, Чика Брко е, Озбилно? Миро, да, Не сум Чика проверувал. Брко се појавува, ја провери. И ја тржи и не мога само Чика Брко. Чика Брко одма искочи. Ама и тој вика на TikTok, ја не сум тиктокер. Ја отвори TikTok, ама 2-3 видеа и некако не може, бе. Многу социјални мрежи. Не може. Много да. Бегаш ли од њима, бегаш? Па максимално, ама они не бегав од мене. За жал сега, ако сакаш да те видиме, а да те најдемо, мора да си тамо. Забри да те прашам од прв дел. А, ти кажа, ако ме прашаш зошто, зошто? Ама забрави што ме праша. Прашате зошто? Кој знае што ме праша, да. А, не, забрави го сак што збора. Спо ти сеќаш, ако тебе Не, njega администрацијата. Администрација ќе сам ја. после Одговор од 30 радни да ми дена. каже, сеќам се кад се ослободимо. 40 годино, так беше многу незгодно. Ај сак фино лепо ти, но ние што не су од Куманово да ги објасни што значи тој калакурница. Да. Знаеш, они му емисију зборови и ги објаснува, овој не си го објаснува. Малко ми иде некоде благо, Што безобразно. неукусно. И Не си ga ни обично пробаја, тие- а викаш дека е неукусно, Не, како? малко Што бе, калакурница благо не знам. безобразно ми иде и ја обично тие такви зборови не ги стаgnам. Ама уопште не е безобразно. Не, Калакурница гледај, не е да. безобразно. Уопште не, само асоцира, да. Не е безобразно. Само види. се асоцира на безобразно, да. Тебе, Асоцира ради крај на збори, значи нема врску со Njega тоа mu што je ја асоцира bezobrazan на крај на mašta, збори. не е bezobrazan збор, njega mu takva mašta. Па Ако мислиш Па, тој што еве, ја кажи мислам, се- стварно си безобразан. Калакурница, прво шоу кад почна да го праву, нели, прво собираш материјал, не даваш наслов на шоу. И собирам материјали, викам, од куде да си го најдам материјала? Абе, заврти се лево, десно, само со себе кад си правам мојавиот дома, не? Викам, све е калакурница, дека. Калакурница ви кажа? Да. Викам, чека да видиме што значи тачно. Тражи ли? Да, Што да. значи? Што вика? Калакурница е социолошки ентитет, како што е село, задруга, вашар, град, здружение, општина, куде што не се знае кој пие, кој плаќа, кој кога, за што га
Кога е и зашто? Значи тоа е Тоа е каламутница. калакурница. Има таму Како каламутница. Да, од два зборови доаѓа. Каламутница и калакурница се браќа од тетко. Од два турски збора, мислам дека е турски збор. Да, кал е. Калакурник. Од кал и остатци нешто, кал што ти остане, значи И остаци. и остатци, да, такво нещо. Ајде да видиме сак некои твои фотографии да ни ги искоментираш, да ни кажеш од каде ово е било одамна. Ово е Сандокана, вајда кога сте го снимале. Не, ово е студентски донови, ја и имам падугачко косо. И тој не сум келав, видиш, не сум требаја да носам Ти сак не си мајцу. кел. Па не сум, пошто одоздола ме гледаш. Кога да те гледам? Кога дојде у студио, викам на копите, бе, глумца, или таму ли кошаркар? Ово е Охрид, студентски донови, поема немам, валјда е после второ, треќу година. Значи 2008, 9, 10, тој е негде овој. Одмор, карта си играв, карта си играв. Зашто си се замота? Од слънце да не му удари од главу. Да. Охрид го спомна. Стварно ли како у Струга нема девојка друга? Како, да, најболи имаше едно од Струга, што ми го кажува, Струга, а сред Струга Дрим. Во Дримот камче, под камчето ништо особено. Тоа е Струшко, разбираш ли? Сакаш го Струга, зашто? Ништо особено, Добро, ти неќеш да признаеш чедо не пут призна да ја викам слободно се јављајте. Несу, и чедо, несу, да каже дека е слободен. Друга слика? Ау. Јут, Скроз различно. Јут, нешто си на намќорен. Не сум, овдека ми се многу свиѓаше како ми искочи брада, сам си го шиша. Овдек не се знае што е брада, што е И коса. овдека се наваѓам, како сте ги вадили слики сега, ја од театар има една анегдота од Команово, сликани наши сценска техника или не знам тачно кој, покрај фрижидер у хотелску собу и као од позади Аргентина, например, или Будимпешта. Сега јаво кој фотографија, ништо не се гледа куде и сега објаснив, ово е у Истанбул. Ова е фотографија стварно у Истанбул, ма не беше во Охрид, ова е у Истанбул, у студентски дом кој што седеше таму, Коџа Мустафа, тете, едикуле. Каде бесва на гости Кумани и Јоцо објаснив, вика, оваа слика е слика на 16.3. Ово, ја викам, право, ама памтиш, а си го вика, а ти сигурен ли си дека се тие датуми? Он шљапа како му те. А кој ќе потврди дека не е? Ово сум у Њујорк. Не, ово е сигурно Истанбул 2014-2015. По фугу се познава, ја мислам дека стварно ово е Фуга е Истанбул. добра. Види се и по фугу, да. Розе Пуга, на што идеш? Нема везе, нема си. Знаеш ли зашто е розе? Калакурница да видиш. Зашто е за женски? Видна и која наскала курница. Ајде да видиме следеќу. Браво. Индијана Браво. Джонс. Ово е Индијанска представа. Не, ово е друга исто локација, ово е у Куманово. Не, Исто види се, да, по шминку и по... Овој се спремија за искачање у Куманово. Не, дошја сам си од искачање овдека. Враќам Ти се си до... како се вика, дотерае си се за нигде. Да, овдека, да, ово е многу е одамна. Ово е прва представа кој сам играја професионално у Кумановски театар. Подземни соништа, Благојче Божиновски режија, мислам дека беше, Благојче Божиновски тачно. Джиби беше сценограф, покојан Джиби, он е покојан, многу добра сценографија имаше у тој представ. Така да ова е една од омилени фотографии. Сега ми е нова се склон, што ми е на профилно, само таму е поболја клован, пошто више сам дипломиран, дека е лош, пошто јас сум студент, више. Овај да не е, сега ќе го видим. Овај, видиш, која е разлика помеѓу дипломираного и недипломираного? Врати, назад ти има. И малку ме е болја шминка. И цигаре, пропушија, више. Чашка не се види, да, рука да. ти е ван кадар. Да, не пирмашни стави, али носи брада, така џаве му е. Ово е веќе... И ово е друга локација. Струга. Не, Културен дом Каменч? Струга. Да, Кој е културен дом Каменч? Струга е ово. види се по завесот, ми нема да по завесот. Да, и ово е туристички, уствари сам ја профилни слики правија сега. Чека, овој дали е кабаре овој што Ово е прво кабаре. Не, ово не е од кабаре. Ово е од еден кратак филм снима сам у Стругу. Доба на неразум, мислам дека се вика. И од таму ми уствари, убаво ме подсети, од таму ми мене доваѓа лик Чика Брко. Тоа сакаше да прашам, дали овој Чика Брко? Односно овај шминка, тачно, да. Од тој кратко филмче едно имаше Доба на неразум, мислам дека се викаше.
И од тамо дојде лик, стварно, како ме подсети сега ја како старац некој. Стварно, како ме подсети, Жани, ти мене. Чули смо дека сте играли у Стругу, има ли покана од некои други театри? Кажа, сега послабо работите у Кумановски театар због тоа што се реновира. Колку представи до сега? Колку лика? Броиш или не? Тоа е тоа. Некој кога ќе ги каже тачно, бе, мајко му, ладно, му играе 40 години и води. 184 улога, бро. Искрено и мене нека криво што не вода, ама нема. Што викаме, има све на интернет, ќе си најду јутро. Да, так пред пензија ќе почнеш да ги избираш да ги одзимаш. Не. Пред пензија ќе почнеш да ги избираш да ги одзимаш колку филма, колку да. сме живи, Имаш и снимано нешто, серију, филм, нешто. Имам, едно време ме завозесва со снимање доста, сега у задње време ми е тихо. Нешто ги нема. Нешто ги нема. Вардар филм се реновира. Па ваља, sve се реновира. Чекам, ќе биде, ама ќе биде. Тек 33 години. Имам нешто најпознато Исцелител. Само таму не може да ме препознаете, немам ни брада ни косу. Тоа е нешто. Потражимо таква фотографија, не могам да Има, па не сте ме препознале. Сигурно не сте ме препознале. И у Преспав сум глумија неколку епизоде, такој на овој фамилија Марковски беше. Да. Тој сум неколку епизоде снимаја, кратки филмчија некој. Снимаше се едно време, абе ја кад бидна популарен од снимање Исцелител, кад бидна популарен, ја искочи си од град, побегнаа од држава, у Кувајт работеш. И сви ми праќа по, ама добар филм, филм се гледа у Куманово, овако луѓе, ја у базу. Ти у Кувајт, а ти у базу се Шкорпија, пустинска лисица трчи. Викам ли од тамо на интересна овај популарност. Ово лето е. На звучњак викам ли инкаминг. Ја го одмот снет отварам, па инкам. проеде филм, ега Миро, доаѓа. Пушти ја косу браду. Јасно бе, ништо, завршена работа. Добро, кога нас Славо се снима, што е за млади глумци некоја сатисфакција, кад веќе не може да размислувате да глумите у некои филмови кои ќе бидат популарни? Реално, ако се снима повише, поголема е веројатноќа дека свако од вас ќе најде некој улогу, ќе га ангажира за некој филм. Куде го наоѓате сатисфакција? Што е сатисфакција за глумци? Свак мора, изгледа такво време, свак мора да си го најде свое место под кров. Сега ми имамо у држава многу голему хиперпродукцiju на глумци. И не само каде нас, него и наши студенти што завршуваат у Бугарија на други странски факултети глуму, падување в тој и многу има продукција на глумци, а нема толку работа по театри за свите, така да све мислам дека побрзо ќе почне да работи оној као public room Скопје, као простори каде што ќе можев и други изрази да се прикажев, као stand-up, као кабаре, као водители, као инфлуенсери, знаеш, ќе почнев глумци да не се само за театар, што и реално па и Сваке си га тражи место по слонце. Да, Ама добро и тој ќе отвори многу работи, Да. поинтересни и ќе има поголем ентертейнмент за луѓе, многу е понапорно за студенти кога ќе завршува, па и кога ќе заврши више не може од театар, мора он да се одлучи што сака и само организација, знаеш, нема више планско не да се чека од држава таа работа, не го бива. И у име на тој прашувам у други театри. Не сам режирај у Македонија у други театри, освен у Кумановски и у Стругу, у Дом на култура, и у Бугарија имам режију. Сега тој го правим. Чекај, режираш, имаш ли завршено или чисто? Имам, да, имаш имам постдипломски, имам завршено каде нас режију на ФДУ, Слободан Унковски. И одмак Njega почна, Зоја Бозалкова ме постави. Нема те прашам зошто, ама ќе те прашам што е боле, режија, глума, што е поголем изазов за тебе? Мене од глуму најбоље се наваѓа ми е театарска игра. Сега, силом прилike у кој сам, знаеш, не може многу се стои да се баву, ама па онда театарска режија ми исто нешто што кој многу убаво се пронајде, посебно сега тој Чедо и Шипе ви кажувасва за Устругу за представу, још боле се најде, пошто проблем е каде нас с паре за представе, посебно за паре за сценографија, пошто пола паре за представу најверојатно иде за сценографија. Така па сигурно. И ми се прилагодисмо на еден простор тамо, веќе што го имамо у природа и тамо почнавме овој лето ќе правиме још едну тамо, ќе го вратиме Петар Пан, па још едну. Така да овој лето ќе сме активни од мај месец у Стругу. У Стругу режира монодраму, Александра Пешевска игра наша глумица исто од Кумановски театар, според текст на Инсомнија на Димитрија Дорацовски. Тоа исто ќе го враќамо крај на април у Стругу, така да надамо се до крај на септември у Стругу да имамо 3-4 представи полукумановски. Значи ако сака некој да ве види овој лето у Стругу У Стругу сме, ќе бидете стационирани тамо сме, тамо.
спомна дека свак се снаоѓа на свој начин. Види овие нови форме што се појавуваат и пуно водители, нели, многу поретко има сега емисија на класични медиуми на телевизија, па некако с тие подкасти почнава да тражив некое прибежиште таму. Македонска продукција стагнира исто и овде дел у поглед на емисија, не само филмови. Некои се вратива у радио. Голем дел од ТВ водителите гледам, слушам, Па некои зборно да се значи слушам свак добро. сега враќа се тражи радио. место под сонцем. Ама Свак више тражи некако да класична се форма на изрази. класична телевизија, мисли исто ќе се смени, се ќе биде тој на подкаст. Да, сигурно. Телевизија и програму некој да ти го одредува нема да биде, така ли? Е да Ти биде ќе си модерен, бираш. тој он Слушам, деман, овој- тој све повише зима, нели, на Па, барање, тоа све е, повише. да. Млади нема страпление да чека. Чекај да почне у 10 и пол. Рекламу да му Нема пуштиш, људи. рекламу. А, Телевизор преку Одма се врата. Кака! И да чека, него тражи и одма гледа сега свака Да. содржина. Па и снимав, нели? Што имаше прошлу неделју, чек Да, бе, види. да, Абе, достапна е, технологија е сега достапна, знаеш. И тој- мора за да тој се ги е многу прилагодуваме по-лосно. због тој. Кажи ги планови за театар. Стендап ќе останеш активан? Стендап смо активни, да, ќе остану активан. Моментално још работу, имам сега прво шоу, ново шоу, Скалакурницу заврши смо до негде. Среди сте ги малце Да, работа. малку го да, Виде сте кој е кој? Ќе го пуштимо на YouTube, го имам пола снимено, пола ќе го пуштимо, пола не е снимено, ќе најдемо добро прилику да го снимимо. А ново се вика Фрустрација 1-3-1-2, така да тој ќе биде што премиерно ga за едну неделю ќе А практикувате ли да играте многу пат, па после да го снимите стендап за да може да биде видливо? Види, до ја да луѓе? снимам свак свој наступ. Свак свој наступ. Па да, па така се Различити учи. е толку, Ова немаш проблем с тој, нема Не. да ми дојде после на наступа кога види. не, он на га YouTube. снима, не га сега пушти. А него не, објавуваш? за мене. А, За мене. Себе си гледам. Значи прашај га, зашто не ме праша, зашто не га пуштам? Зашто не ја пуштам? Ќе ме праша зашто не ја пуштам. Зашто? Не ја пуштам. Тоа што ми служи Зашто за ќе своји избега? потреби. Нема га пуштам. Ти си ги тражиш грешке, наваѓаш си ги, викаш Па ова да, требаше, реално ова немамо ми направо стендап требаше. на студија, Да. немаш од куде да учиш. Имамо некоju литературу која доаѓа од надвор, од Америка, тамо е веќе тој етаблирано и на образовно ниво. Така, да. Знаеш, Али кад се изигра доволно пута, да кажемо 100-150 пута, го можеш и да го објавиш Да, на YouTube, да, да да, види да, го некој да, што ете. Од X разлози не Точно, доште. точно, Па точно, кажемо точно, можда, да, да. нели има Пуштамо ги, нашинци пуштамо ги, у пуштамо. Немачку, има, да. у Ирак имаш. И они најактивно следив македонско сцена. Па прилично Озбилен ги сум. има, да, сериозно. Да, док су државу не гледам ништо, кај ќе искочив. Све ги Тега све ги е интересира. мило. Па оној што Посебно нега ќе ти гледаш иде често далеко ти преку интерес. бару, па те колко ве Со гледам, а западњачки вас. мозак размишлјате, затоа е другачие ги сваќара. Сакаше за стендап само да ти кажу, активни смо и спремамо голем фестивал. Голем фестивал, значи 3 дена. фестивал. Кад ќе биде тој? Од 4 до 6 јуни имамо до сега потврдени су Бојан Кирковски, Скопје, Зоран Донев, Охрид, Тино Јатана су пола потврдени, што значи Еден ќе дојде сигурно. Еден е потврден, да, другиот чекамо. Да, Влад Илич наш од енглеско е исто е пола потврден. А, и Влад ќе Чекамо, дојде. Да, 90% само чекаме. Зборнамо да го доведеме у емисију, ама никако да се Нема, много е, уклопимо. брзо и бега. Да, Доваѓа дојде на брзинку, кратко и е, бега. А не, надам обеќан, директно кај родителите имаме ургирано. Ќе имамо... Они ќе ни го фати. Они ќе го фатат Не, нека ви добро го ќе направим, дојде. што има врска. Имаме ургирано директно кај Немој родителите. молим те, оне стар ќе треба ја. Ќе ме тера мене. Да, жене Надица Петрова, Изабела Пан ќе биде и Каваре Кабај ќе ги придружи, така имаме едну женску вечер с женски стендап. Тој ќе биде само стендап, фестивал на стендап 3 дена. Да. Куде Прв ќе пат си се го одржува у Прв Куманово пат се одржува Центар за култура. Не. Куде? Ќе биде у Касапски круг еден вечер и најверојатно 2 вечера у Јарт. Може има и 4 вечер. Још се преговори утекали од 4 до 6 јуни сигурно ќе биде. И надамо се на голему посетеност. Увеќе су проблем пари, подржува ли ве некој кој подржува, слободно кажи, затвори се ако сега има. за сега само општина не подржува с извесен број на средства кои не су доволни, ама трчимо, тражимо, трљамо руке, ударамо по врата. Значи тешко. И па Па, не, увек е добро, таа е тешко, работа, и- знаеш, мора. Да, си Посебно тешко, прв пат тешко. кад починеш, тоа е. Добро да се надаваме дека ќе биде на Мене ми ниво. е И не битно- сумњам, па до година веројатно ќе се отвори Па малку тоа е, да, повише. мене ми е битно има многу наши македонски стендап комичари, знаеш, супорт го имамо дека тој, знаеш, сакав да дојде, сакав. Тоа е најбитно, а публика. А зашто не би дошле кад има, да кажем, еве, што викаш, 3 вечера, па можда и 4, и е фестивал. Не фестивал, дека можда они ќе научим нешто, меѓутоа убаво е да види
кој друг работи такво нешто. Тако е. И како го работи? Да, не, ми сме добро поврзани и со Скопје, и Охрид добро работи, Битола имаме некои конекции, така да кога има стендап комичари, знаеме си комуницирате, студенти, нели? Да, соработуваме никој да нема, никој да нас. Така е. Супер, тоа е добро. Гостувате се еден на друга на Па, настапи. Браво, нормално. супер. Пред крај смо на твое гостување, да ти дам поклончење од наши спонзори, Екстра Мед. Ово е Зашто на? има се и свашта, тој знае. Ке подадеш. Ово е зачет. Целу Македонија ги знае. Ја морам сам, кој е голем нерадник. Не, мрда. Какав нерадник, сини македонски шуми немате запослив, море. Они највише примав, а не работив. Овој бучен козјак, исто чејаси, Готово, јогурчиња, сирен. Што не работи, не работи, Не како крај, на мене не се ме- си пишува, Миро. Па не работи. Па не работи. Не Па не работи, А што не збори? ти е јасно. Радник, како беше? Тражи радника за 300 евро за тие пари и нерадника не може да најдеш радника. И овој за чистење по домче, још си соло, остане ама чисто. мора да одржаваш малце да биде како што треба, нели? И тоа не е се. Не, бе. Абе да. Да бе. Што имamo? За гласање нешто. Сакаме да те Ово е прашам. покана за гласање. Покана за гласање. Зошто? Ресторан Етно село Тимчевски, ваучер 2000 денари. Бо, Мирослав пишува ли кога да Петковиќ. го искористи? Да, пишува Тој на со тебе. кога сакаш. На мене ме остави. Да, бе. Води се само на себе. Пола си потврден. Идеш. Етно село Тимчевски, знаеш каде е? Фала. Може. Знам каде. Повели? Абе, требаше да ме Фала ви. прашаш нешто. Што да те прашам кога те гледам уилан цело време за нигде си Јас сам виден? уилан, имам лоша комбинација на болести. Кој бе боле, само се жалиш од болести по ти. Ја ти Лумба и шијалгија. Или ишија се вика, ма јас сум супер. Ја комшу што имам, има још полоша комбинација. Алцхаймер и пролив. Значи не знае никуде ни зашто. Значи, оно е тој што га викаш ти по надвор. По надвор иде Ако е унутра. Ајде бе, тој никад не ми е било јасно. Вика килу по надвора, унутра улазил купатило. Миро, посакувам ти успех и на тебе и на твоју екипу, све што замислуваш, театар, филм, дај Боже. Дај Боже, серија да има повеќе да се снима филмови во Македонија, да те видиме во некој улогу. Ја посакувам на сви млади глумци да си оствари оно што сакав, ти имаш одличен пат до сега и надам се дека само успеси ќе идете и дале. Фала ти. Како струга нема друга, ќе дојде Ајде во струга има да што те ќе ти го. И како Миру нема друг. Така е да тој ќе завршиме. Фала што беше наш гост. Фала и на вас, дечки. На вас још малку фала. Чек, гледајте, још малце да заслужите за фала. И викаш, баш у неделю ви се пада да славите 50 години од брак, а? Да, тачно 50 години. И 50 години. Многу е тој. 50 години, љубав, разбирање, слога, кој знае. Дали ја ќе си дочекам со жена така да си прославу 50 години. Ке да чекаш. Да. А кажи ме, баш ме живо интересира, кад ти беше најубаво у тие 50 години? Кој период? Кој период? А, Период од 20 до 25 години кад беам во брак. Зашто баш тие 5 години? Па затоа што тие 5 години беше у затвор. Лепота. У затвор. Кога е во прашање бракот, јас научив. Иако може да се каже дека на потежок начин го научив тоа, ама научив сепак дека најважно е вниманието што го посветуваш. Затоа што ако не внимаваш, многу лесно може да те фатат во швалерација, бе. Па бидете и вие внимателни, затоа што ако не сте, многу лесно може да дојде до брачна криза, а таа е полоша и од економска и од здравствена криза заедно.
Да, кризата во бракот настапува брзо и лесно. Во оној момент, кога таа ќе ти каже дека мислиш само на онаа работа, а ти пак никако не можеш да се сетиш што беше таа работа, мајка. До следниот викенд, драги мои, кога повторно се враќаме заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, млечните производи од бучен козјак, вкусните специјалитети од Екстра Мејн, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски. До тогаш бидете ми насмејани и внимателни, посебно со жени. Зошто? Па, зошто? Ќе ви кажам следниот пат. Чао! И не одборавте за ваши пријатели, не ми се свиѓа, зашто така правам? Абе, ставре, колко време дугачко жив? Колко време дугачко жив? Затоа бидете и вие внимателни. Затоа бидете и вие внимателни. Погоди се наславу едно бцкало под бцнаги овие што су ионија на влас и закочи. Најважно во бракот е вниманието да го подветуваат. Оно будале не се раѓа неница. Сеев ги. Па бидете и вие внимателни.